Едно од 9 бремени жени има диабетес, а едно од 7 новородени бебиња има диабетес. Бројот на лица со диабетес од година во година се повеќе се зголемува. Гестацискиот диабетес представува посебен тип на болест, кој за прв пат се јавува во бременоста, а најголемиот број трудници со гестациски диабет немаат никакви забележливи знаци и симптоми на болеста. Поради тоа што е акцентот ставен на бремените жени, посебно сега се посветува внимание на тој диабет. Значи, жените, младите жени треба да пазат на исхраната, на начинот на храна, а бремените жени со тип 1 диабет, односно тие кои што се со диабет, треба да подлегнуваат на посебни видови на прегледи. Во светот се практикува гликемиски профил на секои 3 недели, односно 2 до 3 дена да остануваат во болница, се прават редовни контроли за да се обезбеди гликемијата на во дозволеното ниво. Гестацискиот диабетес се јавува кај 10% од сите бременности. По породувањето, речиси кај сите жени овој проблем исчезнува и нивото на шеќер во крвта се нормализира. Меѓутоа, ако гестацискиот диабетес се јавил во една бременост, има голема веројатност дека ќе се повтори во следните бременности. Може многу лесно да се превенира. Со скрининг може рано да се откријат заболените со диабет, со испитување на шеќер во крвта, а со преземање на соодветни начини, односно правилен стил на живот, значи здрав стил на живот што се однесува на исхраната, на физичката активност, на стресот кој секојдневно да не знаеме дека е во секојдневниот живот е. Стресот доведува до зголемено количество на адреналина, тоа доведува до зголемување и на инсулинот, односно гликемијата во крвта. Кај бремените жени, ризик факторите за појава на гестациски диабетес се доколку мајката има над 30 години, прекумерна телесна тежина, како и семејната историја на диабетес. Зошто е битно рано да се открие шеќерот во крвта? Затоа што доаѓа до оштетување на пред се на крвните садови, значи оштетување на крвните садови на екстремитетите, оштетување на срцето, проблеми настанува со жлездите, настанува проблеми со органите за црниот дроб и така натаму. Студиите покажуваат дека кај 20 до 50% од жените кои имале гестациски диабетес во рок од 10 години може да им се јави диабетес тип 2.